Здраво, дечки! Еве го првото петочно дома со Леа видео. Многу сум возбудена, се надевам дека овој термин повеќе ќе функционира и за вас, и за мене понатаму во 2020, кога ви спремам многу нови видеа, нови содржини, изненадувања. Денеска имам да споделам со вас една голема вест, затоа гледате го ова видео внимателно до крај. Кажете ми најпрво како ви се допаѓа освежениот изглед на каналот Дома со Леа. Што мислите за сликичките, новиот дизајн, за линковите кои ги метнав, за да можете побрзо и поедноставно да ме заследите и на Facebook, Twitter и Instagram, односно кој да ви е омилената социјална мрежа од овие. Големата новост, која што долго време сакам да ја споделам со вас и исто така долго време одолевам да ја споделам, е дека го очекуваме нашето второ дете. Зара ќе стане дадичка некаде на почетокот на јули оваа година. Тоа значи дека првото тромесечие веќе го поминав, односно моментално сум 17-та недела од бременоста и се чувствувам прекрасно, морам да ви кажам. Многу сум изненадена од фактот дека кога станува збор за втора бременост, има 90% помалце стравови и неизвестност, а многу повеќе релаксација и уживање во врска со бременоста, значи многу полесно ги доживуваме работите. Причината зошто јасно и многу други жени одбираат да кажат покасно, да ја соопштат оваа вест покасно и на блиските и на пошироката јавност, да кажеме, е затоа што споделувањето на ваква вест ја прави жената ранлива на многу начини. Прво и основно емоционално, значи едноставно не може да се избрише лошата или негативна или рамнодушна макар реакција на било кој на кој што му ја споделувате оваа вест. Следно, тука е и стравот на некој начин, дали се ќе биде во ред со бременоста, дали се ќе биде во ред со бебето, тоа докторите нели не можат да го знаат и дури не го тврдат нели до самиот крај, до самиот исход, така што многу често доколку нешто тргне во непосакуван правец, заради емоционална реакција знаеме да се обвиниме себе или да го обвиниме фактот дека ете многу рано сме се израдувале на новонастанатата ситуација. Мислам дека секој треба засебно во консултација со партнерот да се одлучи дали сака да соопштува, колку сака да соопштува, на кој начин и на кого сака да ја соопшти новата вест. Исто така и колку ќе се радува, колку тоа ќе го прави јавно, дали ќе досаѓа на социјалните мрежи. Не е ништо страшно доколку нели не сте доследни, односно ете како во мојот случај доколку во првата бременост сте решиле да не споделувате, а во втората бременост сте решиле многу рано и многу одеднаш да споделувате со сите. Мислам дека не станува збор за недоследност во овој случај, туку за едноставно координација на бремената жена со своите емоции. Емоциите нели не можеме да бараме во нив многу рационални елементи, затоа што нели тие се токму спротивното. Се што можеме да направиме за да се чувствуваме подобро е да ги послушаме емоциите, односно да се раководиме од нив, посебно во овој период во кој што емоциите многу се менуваат, драстично можат да варираат во кратки временски периоди и нели ништо од тоа не направи нас бремените жени полоши од, да кажеме, она што сме вообичаено. Можеби сме малку потешки за трпење, за непосредната околина, но сето тоа е дел, елемент на една многу повисока цел. Сите кои што постоиме, сите 9 милиарди луѓе кои што постојат денес на планетава дошле тука на истиот начин и доколку нели толку многу луѓе истрпале толку многу бремени жени во текот на целото човештво, мислам дека во тој контекст не сме ни први ни последни, ниту пак што и да правиме имаме најдрастични или најзахтевни реакции на светот. Стравот, односно помислата
на како ќе соопштиме доколку нешто тргне во непосакуван правец, како ќе соопштиме на лицата на кои што претходно сме им ја соопштиле радосната вест, е вистински и не треба да се потцени. Практично, мислам дека е најважно секоја бремена жена да не оди против своите чувства, бидејќи понатаму во раниот период на мајчинството, мајчинската интуиција и чувствата се токму звездата водилка која што ќе ја помогне на жената да го прави оно што е најдобро за неја и за нејзиното малечко, така што бременоста е период на адаптација, да доволно долг за да се навикнеме да ги слушаме нашите чувства и нашите внатрешни причини зошто треба нешто да се прави или не треба. Ова е практично идеален период да ги оставиме рационалните мисли за нас. Нормално не мислам да правиме нерационални работи, меѓутоа доколку нешто ни вели дека нешто треба да се каже вака или да се направи онака и немаме рационална причина зошто тоа би го правила така, сепак треба да си го послушаме внатрешниот глас, бидејќи тоа е глас кој што доаѓа од телото, а телото игра многу поголема улога од рационалниот дел на човековата психа во целиот процес на бременост, породување и грижење за малото бебе. Второ, за жал, постојат многу ситуации во кои што жената е социјално или економски ранлива. Знам за многу случаи во кои што и покрај тоа што најверојатно со закон е забрането да се прават такви работи, работното место, позицијата, плановите во кариерата на жените страдаат штом соопштат дека за неколку месеци нели ќе мора да се повлечат накратко од работните места. И сето ова е тема за едно наредно видео со малку посериозен тон, кој што се надевам набрзо ќе соберам доволно материјал за да го спремам. А доколку вие лично или некој што го познавате имало ваква ситуација, ве молам накратко споделете таа приказна со мене. Освен што сме многу поопуштени во врска со оваа бременост, приметувам дека не интересираат и многу поинакви работи од претходниот пат. Сите постојано ме прашуваат дали знаеме дали бебето е машко или женско. Ева да ви кажам, уште не сме дознале, најверојатно на следниот гинеколошки преглед во 20-та недела ќе се потврди оваа информација. Практично можам да кажам дека комотно не интересира што ќе биде бебето, бидејќи многу малку всушност зависи нели од полот, многу малку во врска со нас како родители или со подготовките што треба да ги правиме сега кога имаме еден куп работи со кои што сме спремни, нели знаеме што ќе ни треба. Значи, практично чекам да видам дали да купам розови или сини нови шпилхозни за излагување од болница и тоа е се. Практично, единствено што ме интересира овој пат кога одам на преглед е дали е се во ред, дали сме здрави и дали ќе можам да се породам природно или пак повторно со царски рез, односно што тоа ќе значи за мене и за моето здравје и за здравјето на новото бебе и за нашата понатамашна иднина. Предходната бременост ми изгледа прегледите многу ретки, нели во почеток се отприлика на секои 2 недели, па после првиот триместар се отприлика еднаш месечно и едва и чекав да го видам бебето повторно. Сега не дека не чекам и не дека не се радувам кога го гледам, меѓутоа имам длабоко сознание дека нема да престанам да го гледам бебето многу години откако ќе се роди и едноставно тоа ја намалува возбудата и антиципацијата за прегледи. Дури мислам дека се многу чести со оглед на тоа дека морам секој пат да организирам бебиситинг или да го закажам прегледот во термин во кој што може нема да стигнам бидејќи е сезона на настинки, грипави, не знам дали од утре детето ќе ми крене температура, дали ќе можам да излезам и да одам на преглед да ги завршам нели контролите и сета грижа околу моето здравјето за едното бебе. Перспективата од која што ги гледаме овие работи е сосема поинаква кога станува збор за втора бременост. Секое дете е посебно за себе и воопшто нели не треба
да взимаме една работа како репер за следната, нели? Но тоа е впрочем во пракса невозможно да се направи, значи ако имате само едно искуство како јас, нели, до сега, едноставно немате друга поидовна точка освен она што сте го научиле за време на тоа искуство. Така што во иднина ви спремам видео во кое што ги споделувам двете искуства, бидејќи нели видеата почнав да ги снимам после првата бременост и практично многу малку на овој канал имам говорено за искуството како бремена, а сега бидејќи тоа искуство нели го доживувам одново, би сакала на сите оние, посебно на оние кои што нели планираат или веќе се за прв пат бремени, да им ги доловам чувствата, да знаат дека не се сами, дека и на други луѓе им се случува истото што и нив, дека е потполно нормално, дека постојат симптоми кои што може комплетно да ги заобиколат или пак постојат симптоми на кои што не се надеваат, а може да им ги сервира природата. Сеќавам дека кога јас бев прв пат бремена, многу ми недостасува детални и искрени информации на оваа тема. И затоа сакам истите да ги споделам со гледачките кои што очекуваат или се спремаат да очекуваат бебенце. Ето така, останете ми здрави и убави и се гледаме следниот петок. Сите прашања можете да ми ги пратите во коментари или во пораки на социјалните мрежи. Не заборавајте да се сабскрајбнете доколку си уште го немате сторено тоа и да го споделите линкот од мојот канал до сите жени на кои што мислите дека им е од корист да ги следат овие апдети и информации. Ви благодарам многу на вниманието и се гледаме следен петок. Ciao!